По 8 месеци конечно паднаа маските на отворено, но здравствените власти и натаму препорачуваат граѓаните да не се групираат. Од денеска конечно може да ги извадиме маските што се однесува до отворен простор. Граѓаните велат дека конечно можат да дишат на раат. Но од Комисијата за заразни болести и натаму предупредуваат дека граѓаните не треба максимално да се опуштат. Маската ќе остане задолжителна во јавниот и во такси превозот, како и во сите затворени простории. Граѓаните велат дека одсега конечно може да здивнат, во надеж дека животот ќе се враќа во нормала. Во секој случај треба да внимаваме сите. Маски на отворено веќе нема? Да, заради здравието пред се своето и заради здравието на останатите. Нема потреба веќе да се носат маски. Еве конкретно на отворено од денеска може да се извадат. Да. Така. Благодарам што не ослободивте. Негде не потреба на отворено да се носат маски. Али во секој случај треба пазење понаму. Гледам денеска повеќето не носат маски, луѓето се ослободија, стрекни се, дишат чист воздух конечно во Скопје. Добро ли е тоа ослободување на мерките конечно? Дај Боже да е добро, мислам, гледам дека е добро. Добре, супер. Поубаво се диша. Од денеска нема више маски на отворено, знаете ли за тоа, господин? Не знам. На отворено веќе не важат, може да ја извадите, пошто се олабавуваат мерките. Така ли? Фала. Ајде. Добро ли е тоа, кажете ми според вас? Па, многу е добро. Не е добро, него е многу добро. Олеснување има и во однос на работата на угостителските објекти. Сега на една маса наместо 4 ќе може да седнат 6 луѓе. Ќе има и свадби, прослави и веселби, но само на отворено на летните тераси каде може да седнат максимум 100 гости, но не повеќе од 50% од капацитетот на просторот. Музика, односно ангажирање на естрадни уметници, е дозволена само при организирање на свадби, односно музичарите треба да бидат оддалечени најмалку 5 метри од најблиската маса и не смеат да се движат и пеат помеѓу гостите. Угостителите го поздравуваат олабавувањето на мерките, но смета дека има многу нелогичности. Бараат да се дозволи жива музика секаде, а не само во рестораните за свадби. Оние нелогичности кои што се во протоколите останува да излезат на површина во наредниве 2 недели и потоа очекуваме и корекции во делот на протоколите, затоа што реално има некои работи кои што не кореспондираат на терен, меѓутоа со текот на работата мислам дека ќе се види сето тоа. Музика е дозволена само само за свадби. Од сега дозволено и присуство на публика на спортски надпревари на отворено, но само до 30% од вкупниот капацитет. И наспроти олеснетите мерки, полицискиот час останува на сила уште 2 недели, односно до 15 јуни, и тоа почнувајќи од полноќ па до 4 часот наутро.